создавана, чувана и негувана од народот. Народната култура секогаш ќе биде и била темел и инспирација за создавање на нови вредности, кои во континуитет ќе ја надоградуваат и продолжуваат на патот кон бесконечноста. Детската изложба на тема Народната култура како трајна инспирација во моето творештво е програмски креиран процес кој поттикнува ново навраќање кон народните вредности и возможува афирмација на нов креативен блесок на детската фантазија. Оваа година оваа детска изложба во Битола се одржа по 42 пат. Подетално за сето она што се случуваше годинава во рамките на 42-то издание на детската изложба, но се разбира и многу повеќе за животот на етнологот, човекот кој што би рекла цел свој живот го има посветено на фолклорот, на сето она што е народно. Морам да кажам дека ми представува на вистина огромна чест и задоволство што токму во денешното издание во емисијата Одблиску со го имаме господинот Валентин Соклевски. Здраво пред се, добре дојдовте во емисијата Одблиску со и ви благодарам за времето што го одвоивте. Здраво, ви благодарам на поканата. Така, ќе позборуваме на повеќе теми, бидејќи со вас на вистина има премногу да се зборува. Најде би сакала да започнеме од она што пред скоро време се случи, односно вчера беше отворањето на 42-то издание на детската изложба. Па да кажеме збор 2 за сето тоа. Учесници од цела Македонија, голем број на пристигнати не само ликовни творби, туку тука се изработки на децата. Ете збор 2 по-конкретно да кажеме за самата изложба. Вие направивте многу прекрасна најава. Очигледно ја познавате изложбата. Чест ми е да кажам и навистина сум задоволен што вчера во 12 часот во Центарот за култура во Битола по 42 пат беше отворена државната изложба на детски ликовни творби на тема Народната култура како моја вечна инспирација. Битно е да се каже за помладата генерација и за оние кои што не ја следат изложбата дека ова изложба е оформена во 1975 година како придружна манифестација на Републичкиот фестивал на народни игри и песни Илинденски денови. И ова изложба години со ред се одржуваше за време на реализацијата на фестивалот. Покасно таа си продолжи да биде како придружна манифестација, меѓутоа си доби свој лик, своја физиономија, своја концепција која што ја изградува во текот на овие 4 децении. Значи, вчера по 42 пат се отвори, на неа учествуваа, зборувам за овогодинашната изложба, на неа учествуваа 52 училишта со своји колекции на творби. Од пристигнатите преку 2000 творби, жири комисијата селектира 474 за да ги изложи на изложбата и нормално, согласно пропозициите што се ги имаме во рамките на изложбата, додели и соодветни награди. Тука би сакал да кажам дека наградите не се цел на изложбата, меѓутоа се пропратна работа која што мотивира повеќе. Најголема награда за секое дете секако представува тоа што неговата творба ќе биде изложена на изложбата. Меѓутоа, согласно пропозициите, жири комисијата додели една специјална награда. Таа специјална награда се доделува за 4 пати поред континуирано добиена награда за најдобра колекција. Исто така додели 13 награди за најдобри колекции и додели 34 поединачни награди за детски ликовни творби. Така да, вчера имав можност да разговарам со поголем број на ликовни педагози, разменивме мислење и со жирито, и со луѓето кои што ја посетија на првиот ден изложбата. Сметам дека ја оправдавме работата, целта се и понатаму се реализира. Сметам дека овогодишната изложба носи многу различни и креативни техники, многу форми, начини на изразување, меѓутоа во основа ја има темелната определба зачувано и се продолжува, а тоа е сите творби да бидат инспирирани од народната култура. Мислам дека тоа го постигнавме и се надевам дека тој процес ќе продолжи и во иднина, имајќи во вид дека еве гледаме на изложбата се менуваат генерациите во смисол на ликовните педагози, така да доаѓаат нови ликовни педагози, нови кадри кои што се зближуваат со изложбата и сметам дека изложбата има
светла иднина. Така, навистина интересен податок тоа што станува збор за најстара изложба во Република Македонија, ако не се лажам, која што во континуитет се одржува цели 42 години, навистина голем број на пристигнати дела, како што кажавте, над 2000. Жири комисијата, морам да признам дека навистина имаше тешка задача, да избери помеѓу тие пристигнати дела кои се оние кои што ќе бидат изложени. Каков е тој процес на самата селекција? Верувам дека навистина е тежок и колку време преценили е потребно за да се направи една таква селекција меѓу сите тие дела? Овој проект е едногодишен проект, значи целогодишен проект. Проектот започнува негде со почетокот на школската година, заради тоа што фактички ние како Центар за култура ова изложба можеме да ја направиме само преку соработката со основните училишта и со соработката со ликовните педагози. Значи изложбата е посветена и нормално се води од потребите и можностите на училиштата. Значи овој едногодишен процес започнува во месец септември, кога ги информираме ликовните педагози и училиштата широм Македонија дека време е да почнат да работаат и негде за во месец февруари да ни ги достават нивните ликовни творби. Им ја кажуваме техниката, односно им ги кажуваме пропозициите, во која рамка да се движи. Нашата тема е таа, народната традиција, народната култура. Сега во тој период од септември до негде јануари, ликовните педагози ги насочуваат своите ученици, дечината во соработка со родителите посетуваат села, да речем бараат носи од бабите, прашуваат за одредени обичаи и така натаму, и во комуникација со ликовните педагози, во содејство, се изработуваат тие творби. Првата селекција ја прави ликовниот педагог во училиштето, односно си одбира од кои творби ќе ја состави колекцијата, а потоа ја доставува до Центарот за култура, каде што си има посебна жири комисија, и таа жири комисија потоа ги разгледува творбите. Нормално, прв и основен критериум е творбата да е инспирирана од народната култура, а потоа се она останато. Сепак, жирито си има свој концепт, си има своји, како да речем, критериуми, така да тоа е нивна индивидуална одлука, кој ќе ги награди, кој не. Меѓутоа, кажав претходно дека сепак најголема награда е тоа што детето работело, тоа што се инспирирало од народната култура, тоа што се запознало со одредени вредности, дали било архитектура, дали било ткаенина, дали било изработка од бакар и така, или глинен производ и така натаму. Значи се запознало со историјата на своите баби, дедовци, прадедовци и инспирирано од тоа создала некоја творба. Фактички во тој процес на инспирација, во тој процес на создавање, детето учи некои работи за својот народ, за својот град, за својата околина, кој што потаму ќе му користи во неговото творештво. Имаме такви примери многу на автори кои што започнале од изложбата, денес се професори на факултети и така натаму. Значи во месец февруари пристигаат творбите кај нас, во месец март се врши селекцијата, во април се подготвува каталогот и во месец мај е отворањето на изложбата. Значи изложбата трае од 2 недели до месец дена, зависи од интересот на дечината и зависи што манифестации имаме фактички во Центарот за култура, а потоа гостува во некои градови каде што ќе се јават одредени корисници и мислам дека тоа е добар процес, тоа е процес кој што дава резултати, процес кој што е потврден во овие 42 години и мислам дека е окей да продолжи понатаму. Нормално, новите генерации ќе си доаѓаат со нови идеи, со нови, како да речем, техники на кои што ќе ги изработуваат своите дела. Например, еве сега има можност да снимаат со своите телефони, да сликаат дечината, па може да донесат снимка на некој обичај. Еве имавме еден пример со едно училиште од Прилеп, каде што децата ги сликаа старите порти, па изработија фотографии, па ги доставија и така натаму. Мношто интересен е процесот и тука би се заблагодарил на ликовните педагози кои што имаат волја, кои што имаат желба да работат и нормално на сите деца и нивните родители кои што сепак родителите го поднесуваат трошокот за изработката, купување материјали и така натаму. Мислам дека работата се движи во добра насока и мислам дека тука има иднина.
Тоа е добро што мислите дека тука има иднина. Навистина пред се ова е одлична можност, нели, за самите деца со оглед на ова време во кое што живееме денеска. Тука би го ставила интернетот, одлична можност да истражуваат за своите корени, за македонската култура, за народната култура, за традиција. Како човек кој што долги години работи токму со фолклорот, со она се што е наречено македонски етнос. Кажете ми колку ете од вашите лични искуства самите млади се запознаени со нашата традиција и колку ете денешните млади ја имаат онаа тенденција да се зачува сето тоа творештво, односно да се пренесува од генерации на генерации, да не се заборави тука ете ако ја имале сега таа можност, благодарејќи ете би ја спомнала и оваа изложба, како што кажавте, нели истражувале по куќите на своите баби, пронаоѓале некои предмети, нешто за да се инспирираат, за да го создадат своето дело. Ете колку сето тоа влијае на нив. Па видите, кај нас е специфична состојбата. Ние често знаеме да искритикуваме се, а често знаеме и премногу да се пофалиме. Состојбата со сознанијата на младите во врска со традицијата е, јас мислам, на солидно ниво кај нас, да речеме, во Македонија. Зошто го велам тоа? Па најголем број од семејствата, од фамилиите во Македонија сепак се уште пулсираат во некој патриархален ритам. Се уште се живи на тлото на Македонија голем број на обичаи, например, еве да речам, од слави, свадби, крштевки, првичина и така натаму. И детето од мало, од одење на крштевки, роден ден и од, да речем, од една визита дома, од кревање леп кога му е славата, од одењето во храмот и така натаму, од играњето оро на свадба или пратејќи ги обичаите кои што се врзани со свадбата и така натаму, детето собира информации и зависи до кој степен сака да се заинтересира за нештото. Од тоа зависи дали ќе влезе во таа народна традиција или нема да влезе. Исто така, се уште во нашите куќи постојат, во голем дел на куќи постојат парчина од носија или цели носи, постојат стари, да речам, садови или артефакти од минатото и детето може да ги истражува и може да осознава. Сега, уште еден факт, јас често го кажувам, тоа голема улога играат нормално и професорите на училиште. Особено е добро што во основното училиште функционираат голем број на секции, па таму можат да се запознаат со културата и традицијата. Меѓутоа, еден голем фактор кој што е клучен фактор, еден од клучните фактори за тоа младите да се запознаат со таа народна традиција се културно-уметничките друштва и фолклорните ансамбли, заради тоа што се уште во Македонија постојат голем број на културно-уметнички друштва и ансамбли кои што ја негуваат таа традиција. Се во секој културно-уметничко друштво, како да речам, има повеќе сегменти. Еден сегмент е орото, друг сегмент е песната, трети е како да речам, инструментите, а битен елемент се носиите. И нормално програмата. Сега во таа програма, рековме, има оро, песна, обичај и така натаму. Значи, едно дете кога ќе влезе во културно-уметничкото друштво се разбира. Во некој културно-уметнички друштва тоа е подобро, во некој е полошо организирано, меѓутоа во основа може да се запознае детето. Значи, кога ќе влезе во тој процес детето, се запознава комплетно. Како се вика орото, кога се играло, по кој повод, зошто се играло, што сака да се кажи со орото и како се облекувале за време на играњето на орото, пример. Или пак ако имало некој обичај. Пример, ако земеме градски селски великден во Гинимале или некоја слава и така натаму, детето, например, Илинден, кога го реализира тој обичај во она, треба да се облечи детето, да прошета низ улицата. Значи, го осознава тој обичај комплетно од почеток до крај и тоа му се врежува во свеста. Ние колку да мислиме дека тоа така го сваќаат лабаво дечината, тоа се врежува во свеста. И кога ќе дојдат на наши години, веќе тоа му пулсира, му функционира и ги тераат после своите, не ги тераат, туку ги носат своите деца да го поминат тој ист процес. Што значи, сакам да кажам дека во тие културно-уметнички друштва живо екзистира таа некоја народна култура. Таа народна култура се пренесува од генерација на генерација. Например, мене ми беа учители
во Илинден, тие што биле играорци, да речеме, во 60-тите, 70-тите. После јас му бев учител на другите штиди и тоа се пренесуваше, што велат, од колено на колено. Порано народната традиција се пренесувала дома. Заради тоа што немало кино, театар и разни други работи, нормално се пренесувало на сред село. Таму младите можеле да се запознаат со сите тие работи или за време на обредите, а сега многу лесно се пренесува во културно-уметничките друштва, што значи тоа е еден сегмент кој што на младата генерација му помага да осознаат што се случувало во минатото. Сега ние во Македонија некогаш многу лесно ги сваќаме тие културно-уметнички друштва, ќе поиграат таму, ќе прошетат и така натаму. Најмногу ми се чини дека тоа го мислат. Ајде, убаво е да се уби во културно-уметничко друштво за да прошетаат, но уствари многу поинаква подлабока вредност има самото одење во културно-уметничко. Меѓутоа, дури да прошета едно дете, например, дури, еве јас да речеме, се зачлени во Илинден во 1976 година. Првата турнеја ми беше во 1998 во Загреб, а втората турнеја во странство тогаш ми беше во Франција во 1979. Што значи, јас 3 години учев, играв и така натаму, за да можам да прошетам. Значи, тоа шетањето е само дел. Еден сегмент кој што е добар сегмент, заради тоа што токму тоа шетање представува прозорец кон светот, да видат, например, еден играорец, еве како јас што бев, или вие, ако сте били така на тому, може да оди на еден фестивал, например, во Ланголен, во Англија, каде што има 60 држави. Или во Анкара, во Турција, каде што има 50 држави. И може да се запознае со народната култура од сите тие држави и да направи разлика во што се разликува македонската традиција и култура со, да речем, со англиската, или со бугарската, со српската, со турската и така натаму. Значи, културно-уметничките друштва се еден сегмент кој што му даваат на младата генерација можност да се запознае со таа традиција. Меѓутоа, и семејството е многу битен фактор. Значи, ние како родители, сите нормално, добро е, а и тоа го правиме ние без да знаеме и без да не тера некој. Да му објасниме, например, еве за една фамилијарна лоза, како била, например, прадедото бил во тоа село, таму се носела таа носија, ова е куќата таму, па после дедото се преселил во градот, па синот се преселил друго место. И тие обичаи се менуваат од селото во градот и така натаму. Меѓутоа, ако му ги објасниме на детето, ќе свати една генеза на развој, како од развој од рурално во урбано, така од развој на обичај, од како се развивал до денешно време. Ние често, не е јас како етнолог, тоа го знам, меѓутоа многу луѓе ќе речат етнологијата е наука за минатото. Тоа не е точно. Да, етнологијата е наука и за минатото, и за денешнината, и за иднината. Зошто? Заради тоа што еден великденски обичај се изведувал пред 100 години и пред 200 години, пример. Меѓутоа се изведува и денес. Така да модерните етнолози можат денес да прошетаат и да го забележат како тој обичај се изведува во 2017 година и да прават компарација кои работи влијаеле на тој обичај да се промени до ова што е денес. Идните етнолози ќе запишат до во 2030, па пак ќе прават компарација и така натаму. Значи има можности младите да се запознаат со ова, а детската изложба е една од можностите од рани нозе да почнат да се занимаваат со таа работа. Така, се согласувам потполно со вас кога кажавте дека нели културно-уметничките друштва се тие кои на можеби најдобар начин ќе ја допринесат таа народна традиција, бидејќи јас имав можност да видам дел од културно-уметничко друштво и се сеќавам посебно на почетоците, тој момент кога требаше да гледам една носија, па друга носија, па кога изучуваш за самата традиција, како тоа се одвивало, како се создавало и чувството на патувањата, да, се патува преку играорната, преку тие настапи, но чувството кога ја представуваш Македонија, го представуваш својот народ, својата историја, своето минато, тоа навистина е нешто непроценливо. Ете би сакала апел да дадам до сите млади деца кои што размислуваат, слободно нека се запишат по културно-уметничко друштво, освен таа страна на изучување нели на самата традиција и дружењето тука. Пред се е нешто непроценливо. Јас тука би се придружил околу апелот. Извинете што ве прекинав. Сметам дека фолклорните асоциации, културно-уметничките друштва или ансамбли се средини каде што може детето да се социализира
средини каде што може да комуницира како со другарчината, така и со традицијата, така и со уметноста. И средини каде што можат да му дадат на детето организиран тек на животот. Плюс, во последно време има една тенденција дека многу девојчина се зачленуваат, а мал број на машки. Дел од машките мислат дека тоа не е баш мажествено. Јас можам да потврдам и да гарантирам дека токму баш фолклорот е многу мажествен. Заради тоа што во народната традиција мажот играл многу битна улога. Во патриархалната фамилија се знае кој го командува орото, кој го командува соборот и така натаму. Така да во оваа ситуација би и охрабрил сите, и машки, и женски, да се вклучат во тие фолклорни ансамбли и да научат нешто повеќе како за традицијата, за државата, а и за светот учат. И нормално една од пропратните активности таму е што децата ќе можат телесно да се развиваат. Например, во моје време, кога ќе влезевме во игрорната, одма се знаеше кој е играорец, а кој не е играорец. Мислам, во средината на корзо кој ќе прошетавме. Играорците се исправени, знаат да го гледаат светот, знаат да проценат како да се постават, знаат да говорат со телото, што значи сето тоа може да се научи во игрорната. Имајќи во вид дека денес нашите деца огромен дел од денот го користат на компјутери. Сите се свиткани или на тие, како ги викате, паметните телефони и само концентрирани на тоа. Трнете ги телефоните малку, трнете ги компјутерите, заиграјте едно оро, запејте една песна, ќе видите како ќе се отвори душата. Значи, сето тоа може во културно-уметничките друштва да се направи и треба децата да одат таму. Така, сепак придобивките се многу бројни, не станува збор. Затоа ете уште еден апел, нека се зачленат во некое културно-уметничко друштво. Би сакала уште малку да се навратам на детската изложба, односно, она што би сакала да го спомнаме е издавањето на монографија, токму на еден начин спакувавте 4 децениско творештво. Сето на што се случувало изминатите 40 години и навистина тоа е за поздравувањето да имаме едно такво парче во нашите раце, да го држиме сите да го гледаме. Нели сето она што се случувало изминатите 40 години на таа детска изложба. Што беше пред се она што вас ве мотивираше да го направите, односно да издадете оваа монографија? Вие кажавте на почетокот дека ова изложба е можеби најстарата изложба која што во континуитет се реализирала во Република Македонија. Значи, јас имам слушнато и за други изложби, меѓутоа сигурно е или најстарата или една од најстарите. Значи, 40 години дечината од 40 генерации изработуваат творби на тема народна култура. Во тие 40 години, нашите проценки се дека околу 80.000 деца работеле на таа тема. Огромен број наставници, огромен број наградени, огромен број посетители и така натаму. И сметавме дека тоа е нешто што треба да се одбележи. Знаете, времето си врви, секој настан кој што нема да се одбележи на некој начин, ќе замине од сеќавањата и на поединците, и на колективот, и на средината. Сега, оваа монографија може да се речи дека е и мало дело, меѓутоа може да се речи дека е и големо дело. Во секој случај, јас сметам дека е допринос во документирањето на настаните кои што во изминатите 40 години се одржувале во Република Македонија. Значи, ако се следи хронологијата на развој на една одредена на културата во градот и во Републиката, оваа изложба е еден од битните фактори. И сметам дека на овој начин треба да сите останати манифестации да се документираат и да се остава дел во колективното наследство во документиран облик. Например, оваа сега монографија ние ќе ја доставиме до голем број односно до библиотеките од Република Македонија и таму таа ќе си седи, ќе се чува. По одреден период, 10, 20, 30 години, некој ќе истражува и ќе види кој бил концептот на изложбата, зошто таа изложба е формирана, кои се целите на изложбата, кои се резултатите од таа изложба. Значи, оваа монографија е составена од два дела. Во првиот дел се наведени овие, како да речам, теоретски принципи, што представува изложбата, зошто, како, кога, каде и така натаму. Во вториот дел е чиста статистика, каде што се наведени личностите кои што допринеле таа изложба да екзистира 40 години
Кои се наградените деца, оти не можеме да ги ставиме сите деца кои што учествувале, кои се наградените училишта, кои се наградени колекции, кои се најуспешните ликовни педагози, кои се наградени деца и така натаму. Значи, сето тоа може да се види во оваа изложба. Исто така во оваа монографија. Јас оваа монографија му ја посветив на магистер Кирил Танчевски, тој е покоен, Бог да го прости. Тој е еден од основачите на изложбата. Тој е еден од основачите на Републичкиот фестивал на народни песни, игри и линденски денови Битола. Тој е еден значаен човек кој што работеше долги години во културата во Битола и допринесе овој лик што го има фестивалот да го има и оваа изложба да биде ваква каква што е денес. Значи целта беше да се одбележи личности, да се одбележи процес, да се одбележи концепт и да се одбележат целите кои што таа изложба ги дава. Значи мало дело, меѓутоа може да биде и големо во иднина кога некој ќе го разгледува и ќе го чита. Така се согласувам дека е големо и непроценливо богатство нели за сите идни генерации што допрва следуваат. Сега би сакала малку сето ова да го ставиме настрана, бидејќи како што кажува и насловот на мојата емисија од блиску со целта е што повеќе да ве доловиме до сите наши гледачи. Јас верувам дека битолчани навистина добро ве познаваат, но ете за сите оние гледачи кои што ја следат оваа емисија, еве би сакала да го откриеме вашиот животен пат. Моментално работите како стручен соработник во Центарот за култура, сте биле уметнички раководител во културно-уметничкото друштво Илинден во Битола. Исто така, автор сте на многу песни, можеби на едни од најзначајните што за секогаш ќе останат запишани во историјата на македонската музика, ете ќе ги спомнам. Ќе спомнам две лири на Каролина Гочева, значи нема човек кој што не ја знае, нема човек кој што не ја пее таа песна, но за тоа малку подоцна ќе позборуваме. Ете, во кратки црти, како се одвиваше вашиот животен пат? Не сакам да бидам досаден, јас многу имам давано интервјуа на оваа тема. Меѓутоа, еве, кога ме прашувате, како да речеме, мојата приказна е сосем обична приказна на еден човек, едно дете родено во Гинимале. Нормално, роден сум 1964 година, годините си врват. Дај Боже, ке сите исто да. Дај Боже. Како велат старите си дочекаме старост и така натаму. Основното образование, како секој гинималец го помина во Даме Груев училиштето, потоа средно во гимназијата Јосип Брз Тито, заврши факултет етнологија, сега пред извесен период магистрирав на етнокорологија на факултетот Гоце Делчев во Штип. Браво, честито. Благодарам. Би сакал да кажам, еве малку да го изрекламирам и тој факултет, заради тоа што е уникатен. Јас кога студирав во 80-тите, 90-тите, немаше таков факултет. Етнологијата е, како да речем, поширока малце за народната култура и за вредностите и за народите, а етнокорологијата е специализирана исклучиво на ората, песните, инструментални на музиката. А јас, пошто сум влюбен и во ората, и затоа кога го отворија тој факултет и кога се отвори можност да се магистрира таму, веднаш се запишав, заради тоа што сакав да научам нешто повеќе. И навистина научив нешто повеќе. И сметам дека многу деца можат, кои што го сакаат фолклорот и кои што се насочени поготово кон ората, би требало таму да си го продолжат своето школување, заради тоа што дава многу можности. Во периодот кога јас требаше да студирам, ако имаше таков факултет, сигурно ќе одев првен таму. Меѓутоа, еве, пошто јас сум поклоник на девизата дека се цел живот се учи, и повозрасен отидов да видам што е тоа и исцрпив, односно научив голем број работи на магистратурата. Значи, од прилика тоа е за едукацијата, инаку сум работел во 2 години работев во младинската организација на Битола, бев последниот председател на младинската организација, тогаш беа председателите професионалци. 88-90, потоа работев во Кутилинден како уметнички раководител, потоа во Установата за народна култура и линденски денови како режисер, селектор, етнолог, па бев 4 години директор на музејот во Битола и моментно сум во Центарот за култура. Тука сум задолжен претежно за фолклорните, музичките дејности. Како стручен соработник, работам
еден од најбитните проекти на кои што работам се изложбата, Републичкиот фестивал Линденски денови, фестивал на музика од светот и она што се си оди со работата и програмските активности на Центарот за култура во Битола. Тоа е во професионалниот живот, сега надворот во креативното, се занимавам со кореографија, подготвам сценски адаптации, пишувам текстови за песни, за детски песни, за забавни, за народни песни. Имам преку 250 песни издадени на носач на звук. Порано беа во облик на лонгплей плочи, сега се во облик на CD. Првата плоча негде излезе 86 или 87 година со Пелагонички бисери, а последниот така поголем проект беше со Каролина Гочева. Таму имам 5-6 текстови заедно со мојот пријател, и тој членуваше во Линден, Никол Чемицевски. И отприлика тоа е, едноставна, приказна, тоа е тоа. Така, малку подоцна ќе се задржам токму на самите песни и на самото творење. Она што не очекува летово е уште едно издание на фестивалот и Линденски денови. Долги години сте нели во самата организација, сверувам дека со огромна љубов го работите сето тоа, имајќи во предвид дека сте играорец, сте биле уметнички директор нели на самото културно-уметничко друштво и Линден, имате поставено голем број на кореографии. Како се одвиваат пред сете подготовките околу ова издание на фестивалот што не очекува летово? Па подготовките си се во тек. Моментно се врши селекцијата на групите од Македонија и до крајот на месецот се надевам дека ќе заврши селекцијата на групите и ансамблите. Фестивалот ќе се реализира од негде 28 јули до 1 август. На 28 јули ќе има веќе третата поред работилница на тема, ликовна работилница на тема Народната култура, моја инспирација, а од 29 па до 1 ќе биде фестивалот, ќе си ги има сите придружни манифестации, од дефилето, од вечерите на инструментална музика, староградска музика, изворна музика и интернационална вечер. Од прилика концептот е тој кој што го водиме, се надевам дека ќе имаат негде од 20 до 30 групи од Македонија и од светот кои што ќе гостуваат во Битола. Во тек се сите тие селекции, процеси, договори и така натаму. Се надевам дека ќе биде се во ред и се надевам дека публиката од Битола и пошироко, како и секогаш, ќе го посетува фестивалот, заради тоа што фестивалот и Линденски денови е еден од најпосетените фестивали како во Битола, така и во Републиката. Илјадници луѓе го имаат посетувано. Оваа година ќе биде 47-мо издание, исто така еден од најстарите фестивали. Отприлика тоа е тоа. Јас верувам дека на вистина и годинава ќе биде одлична организација на самиот фестивал, сето она нели што вие ќе го селектирате ќе биде на едно завидно ниво, имајќи ги во предвид нели сите изминати изданија. На вистина програмата беше одлична, но од друга страна морам да го пофалам и квалитетот кој што го има позади себе нели овој фестивал. Ете, сега би сакала да се задржиме на вашето творештво, на вашето пишување на песни, како што кажавте, над 250 позади вас, на вистина огромна бројка. Пред се она што ме интересира, кога прв пат почнавте да пишувате и од каде се ја црпите инспирацијата за пишувањето? Имав идеи за пишување јас и кога бев и основно и средно, за време на моето основно и средно образование, меѓутоа многу не го експонирав тоа. Машките се позатворени. Плюс во Генимале многу не е интересно пишувањето, се смеам. Негде така, 85-86 година, со една група пријатели од Илинден, кои што беа и музичари, и играорци и така натаму, пробавме да направиме некој оркестар и направивме концепт, како да речем, првобитен концепт, како би требало да изгледа една лонгплей плоча со нови млади деца и така натаму. Меѓутоа тој концепт не ни успеа. И после јас сватив дека полесно е доколку се соработува со етаблирани луѓе за почеток. Оти како млад човек, нормално тешко е млад човек да промовира млади луѓе и да успеат во тогашна Југославија, беше многу тешко да се направи, да се издаде лонгплей плоча и да се пробие во таа, поготово во народната музика.
Така да со вториот проект, овој проект значи не успеа со тие млади луѓе. Вториот проект беше со Пелагониските бисери, тие во тој период беа многу мощно популарни. Снимаја за една диско куќа од Србија, не се сеќавам сега точно од каде беше, од кое место. И заедно со Стојан Трајковски направивме одредени композиции, таму имам јас на одредени песни и музика и текст, и фактички беше тоа првиот почеток. Потоа имав учество на фестивалот во Ландово, потоа на Макфест во тој период беше. Соработувавме со Раде Стаматов од Гром, тогаш групата Гром во забавната музика значеше нешто. Тие и сега значи, меѓутоа тогаш беше навистина на врвот од популарноста. И тогаш издадовме со нив исто една плоча касета со 10 песни, која што беше за тој миг вистина врв. Потоа ја продолживме со работката, започна да се реализира фестивалот Сидо. Јас бев еден од не од основачите, но бев во првиот управен одбор. Па тогаш излегоа голем број хитови, соработував со Миодраг Нечак Микс, излегоа Метро и Жилет, Ако и така натаму, еден куп песни излегоа со Братно, со Маријан, соработувавме Визба Стара и гитара. Од поголемите проекти во тој период беа, после Сидо беше Здраво гениалци, не знам дали се сеќавате на таа серија, за тоа направивме преку 30 на песни. Така натаму, тоа се движеше спрема потребите, Интерфес во Битола, па Валандово, Макве, Златно Славејче, да не Цветници, да не ви ги кажувам, тоа секаде со различни автори, со различни пеачи, интерпретатори соработувавме и на тој начин се собраја негде преку 250 песни. На крајот од 90-тите издадов една книга песнарица со детски песнички, одбрани 30 на детски песнички. Сметам дека имам релативно добро творештво, кој сака може да ги слушни песните. За вкусови не се разговара, некој ќе бендиса песната, некој нема да ја бендиса. Меѓутоа, јас секогаш велам, песната е како птица, авторот може да ја чува во кафезот додека пишува. Кога ќе ја напише песната, песната си лета и не знаете во која душа ќе си слета. И во тој смисол, секогаш кажувам дека најголемата моја сатисфакција е уживање додека пишувам песната. И додека прв пат ја отпеам самиот во својата соба или кога ќе му отпеам на сопругата, на децата или на некој за прв пат. Потоа веќе песната ја зема друга машинерија и така натаму. Пак јас ја сакам, меѓутоа оној момент кога прв пат ја отпеам, тоа чувство е неповторливо. И тоа е. Различни автори, различни интерпретатори, различни фестивали, на сите би им се заблагодарил и различна публика. Така сте се работувале навистина со голем број на интерпретатори. Ете, ќе спомнам уште еднаш нели соработката со Каролина Гочева, Македонско девојче 2. Прекрасен албум, значи многумина го оценуваат како еден од најдобрите, да не речам и најдобрите во новата музичка историја. На поголемиот дел од песните, текстописец сте токму вие. Ете еден битолски тим. Вие, Николче Мицевски, Каролина Гочева, се чини дека некако проверена комбинација. Дали можеме од овој тим во скоро време да очекуваме нешто ново? Не знам, тоа сепак не зависи само од мене. Каролина си има своја продукција, си има свој тим и така натаму. Јас на драга волја би сакал да соработувам со неја. Таа е прекрасна личност, прекрасен интерпретатор, глас светски би рекол и пожелувам навистина успешна дури и светска кариера. Со Николче ние си соработуваме уште кога беше мал. Николче свиреше на армоника во Илинден, јас му бев како уметнички раководител, така да го познавам од мали нозе, знам кои квалитети ги има и како човек и како автор во последно време. Јавноста сега го запознава, меѓутоа тоа е добро. Од Илинден излегува голем број на луѓе кои што навистина се квалитетни во различни сфери, постигнуваат голем број на успеси, тоа ми е навистина мило и посакувам и во иднина така да биде. А што се однесува за песните на Каролина, мислам дека си најдоја простор во публиката. Јас имам таму 6 текстови, секоја песна е на различен начин, различна интерпретација, различна музика и така натаму.
Сега задоволен сум, нормално еве, например, Двелири моментно на YouTube има преку 3 милиони и 700 илјади прегледи. Тоа е огромна работа, ни една моја песна до сега толку не била слушана. Чалгиска, мислам дека има преку 1.600.000. Ако ги собериме сите, значи негде преку 6 милиони прегледи има тие песни што се од Каролина, тоа е огромна бројка. И незината популарност е голема, меѓутоа изгледа и песните се добре. И јас сум благодарен за тоа што публиката ги прифаќа, ги пее тие песни. Најголем ќеф е кога ќе слушнете некој да ја пее вашата песна. Дури и кога не знае дека тоа е моја песна, уште поголема придобивка. Така да сметам дека тоа е добра работа. Битола секогаш имала кадри за таа работа. За тоа сведочат, например, еден од покојните пејачи, Јонче Христовски, Пепи Бавтировски, од живите исто, така натаму, од ова млада генерација, Виолета Томовска, еве, доајение и така натаму, инструменталисти многу. Значи, Битола секогаш е поднебје од каде што излегле многу уметнички души. Изгледа не бидва да работиме некои тешки работи, ама за игра и песна не бидува. Не бива, да. Не, и за други работи не бидува, меѓутоа за игра и песна сме на вистина врв. И јас би ги охрабрил новите генерации да се развиваат, да не се плашат од предизвиците. Например, мене ми велеа кога ќе им кажував на одредена група луѓе во Гинимали и во градот дека пишувам песни и ми се смееа да ме сега ти ќе стигнеш до Белград, ти Белград тогаш значеше нешто. Меѓутоа јас стигнав до некои височини. Значи да не се плашат луѓето. Што ќе речат? Секогаш тоа што го напишале да му го кажат на некој. Ќе ги коригира, ќе ги направи така натаму и сето тоа што го создале да го афирмираат. Има многу луѓе пишуваат, ама се пишуваат за своји потреби, после одредени, за свој ќеф, да речем, после одредено време го уништуваат, го забораваат и така натаму. Значи, да се борат за тоа што го напишале и доколку вреди, тоа ќе се дојде на површината. Значи, вредноста е да ја закопаш и 6 метри под земја, таа ќе никне, сега малку поезија. И цветот ќе достигне до вистински височини. Значи, секој млад човек да се исполни со креативна енергија и да работи, да не се предава. Сега во оваа сфера, веќе кога зборуваме кај песните, значи таму има место и за музичари, има место и за пејачи. Меѓутоа има место и за, еве во последно време, фалат многу продуценти, фалат економисти и правници, кои што менаџери. Например, на времето имаше неколку луѓе такви, например, еве Панде Димитровски би го спомнал, тој беше еден од продуцентите во Битола кој што помагаше за некои работи да се направат. Има и други, меѓутоа тој е еден од повозрастните кој што оставил голем печат. Моментно во Битола фалат продуценти кои што ќе му помогнат на пејачите и на од било кој и на глумци и така натаму да се развијат и да го афирмираат и да го презентираат нештото. Значи во светот не можеш да успееш ако немаш агент, ако немаш своја продукција. Например, Каролина го достигна ова своја височина, покрај другото тим што има, да. неа. Значи има простор, битолчани, нека младите, нека се посветат и во сите сфери комплет да му понудат пакет на Македонија и на светот, како што ние на некој начин му понудивме со Каролина некој пакет. Така е во секој случај. Со вас на вистина има премногу да се зборува на многу различни. А и други ми велат дека многу зборува. Да, мене на вистина ми представува секогаш големо задоволство кога ќе ве имам како мој соговорник, на вистина убави работи. Се надевам дека не бев досаден. Нашите гледачи ни најмалку. На вистина е уживање, повторно ќе речам да се имате како свој гостин, да ви има некој во емисија, бидејќи нашето време е толку. Мене ми останува само од срце да ви се заблагодарам за вашето гостување, што бевте дел од мојата емисија од Блиску со и се разбира ќе ви посакам уште многу успехи во иднина. Ви благодарам. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата од Блиску со на телевизија Мега. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте, вие се разбира останете понатаму на оваа фреквенција. Довидување.